Денешната пресконференција на ова јавно обвинителство е организирана со цел да дадеме одговор на голем број на прашања кои што дојдоа до нашето јавно обвинителство. Воедно денес тоа што сме тука со вас, ја исполнуваме и обврската за транспарентност во нашето работење и доследно почитување на ова начело на кое што не обврзува Законот за специјално јавно обвинителство. Ја известуваме јавноста дека како и до сега, така и во иднина, а и вклучително денес, информациите кои што ги соопштуваме во рамки кои што законските прописи тоа ни го дозволуваат, што подразбира дека доследно внимаваме на одредбите за класифицирани информации, како и тајноста на истрагите и предистражните постапки. Ја подсетуваме јавноста дека во целото наше постапување ние доследно го применуваме начелото на пресумпција на невиноста, со тоа што укажуваме за постоење на основани сомненија кои што произлегуваат од доказниот материјал во нашите истражни постапки кои што ги имавме до сега, меѓутоа потенцираме дека за нас секое лице е невино се додека со правосилна судска пресуда не се докаже спротивното. Најголем интерес и она што е примарна цел заради која што сме денес сите тука е да се осврнеме на прашањата кои што ни беа поставени во однос на одлуките за повлекување, на одлуките за помилување од претседателот Иванов. Сакаме да ви известиме дека истрагите и предистражните постапки продолжуваат. Рокот за поништување на одлуките, кој што законот го препиша и законските измени го дозволија, се разбира, се уште не е изминат. Така што ние очекуваме и веруваме дека претседателот ќе ги исполни своите уставни обврски и ќе постапи согласно законските можности, па во насока на духот на владењето на правото ќе овозможи реализација на правдата. Нашиот став, како што веќе беше искажано од наша страна, е да има доследна примена на начелото на владење на правото, што подразбира да не биде ова начело предмет на селективен пристап и предмет на било какви понатамошни ограничувања, бидејќи правдата не смее да има селективен пристап и не смее да се затскрива вистината. Воедно сакаме да ја информираме јавноста дека ние се уште го очекуваме одговорот од претседателот Иванов на нашето барање упатено за доставување на податоци во смисла на тоа од каде претседателот Иванов има информации за осомничени лица во наши тајни предистражни постапки. Нашето барање беше упатено на 15.4.2016 година, со оглед дека не добивме одговор, упативме ургенција на 9.5.2016 година и очекуваме дека и покрај доцнењето на одговорот, сепак од страна на претседателот Иванов ќе го добиеме бараниот одговор на нашето прашање. Сакаме уште еднаш да ве увериме дека ние сме тука и работиме. Значи, продолжуваат сите активности како во однос на предистражните, така и во однос на истражните постапки. Како што ви е познато, имаме 7 истражни постапки во кои се опфатени 60 лица, а бројот на предистражните постапки е во континуиран пораст. Со оглед дека се тајни предистражните постапки, се надеваме дека јавноста наоѓа разбирање за тоа дека не сме во можност во овој момент да споделиме дополнителни податоци за нашите предистражни постапки. Она што би сакале да го кажеме, а од исклучителна важност, е дека во овие предистражни постапки голем дел се фокусирани на финансиски истраги. Финансиските истраги за познавачите јасно е дека бараат одреден временски период за целосно да се собере и анализира доказниот материјал, за потоа да може да се влечат заклучоци во однос на она што ќе биде производ на самата предистражна постапка. Сакаме да кажеме дека ваквото наше делување има исклучиво цел да покаже дека криминалот не е активност која што се исплати. Така што лицата кои што се бават со криминал, освен кривична одговорност, ќе сносат и материјална одговорност, односно имотната корист која што ја прибавиле од кривично дело ќе им биде одземена. Сакаме да укажеме дека нашето постапување е неселективно. Ние постапуваме согласно Уставот и законите, третирајќи ги сите лица еднакви пред Уставот и законите, без било какви исклучоци. Сакам, пред да преминеме на прашања, сакам и морам, како потпарол на ова јавно обвинителство, да изразам загриженост за неточности поврзани со нашата работа кои што беа проследени во одредени медиуми во изминатиот период. Ова јавно обвинителство доследно го почитува начелото на транспарентност, целосно и секогаш се труди да ви обезбеди навремени и точни информации, како не само медиумите, туку јавноста би биле точно информирани. Ние ќе продолжиме со ваквото наше постапување во иднина. Сите информации ќе ги објавуваме на нашата интернет страница, со цел да нема
погрешно интерпретирање и вадење од контекст на наши изјави, во иднина ве известуваме дека ќе биде објавуван на нашата веб страна неделен преглед на изјави кои што ова јавно обвинителство ги дало по повод новинарски прашања, па сите ќе можат да имаат увид и во официјалниот став и начинот на кој што информациите се презентирани од ова јавно обвинителство, а не од одредени медиум.